Лето. Време на годишни одмори, патувања, забави и очекувања се да помине во најдобар ред, но мало невнимание и можат да почнат проблемите. За жал, алкохолот и разни опојни средства, долготрајните патувања и уморот што го носат, најчесто се причини за сообраќајните незгоди. Политраумите се една од последиците. Се менува типот на повредите кои што ги гледаме летното време. Особено сообраќајните незгоди стануваат поради зголемената брзина на движење, стануваат малку посериозни. Така да прво би апелирал многу повнимателно да се вози, иако коловозот е сув и времето е убаво, брзината е смртоносна доколку не се внимава. Секогаш треба да се носи заштитниот појас, затоа што тој спасува животи. Оние кои што управуваат со моторцикли, особено оние што управуваат тротинети, мора да носат целосна заштитна опрема, затоа што таа заштитна опрема може да ги спаси од доживотен инвалидитет. Алкохолот мора да се избегнува и да се внимава многу со него, особено во летниот период, затоа што тој придодава кон дехидрирањето и онака не внесуваме доволно течности на овие високи температури. Алкохолот дополнително ја комплицира таа состојба и уште ако на тоа додадете и управување со било какво моторно возило, тогаш е веќе рецепт за катастрофа. Една од првите работи кои што треба да се внимава, особено на долгите патувања со автомобил сега, со возачот треба да биде врзан и тој за негова сигурност. Никако нозете на шал таблата, тоа е една од најкатастрофалните работи кои што може, често се случува, затоа што при не дај Боже и помала незгодна ако се активира воздушното перниче, повредите кои што се гледаат во тој случај се катастрофални по совозачот, така да совозачот треба да биде исто внимателен како и возачот. Дури и оние кои што се позади, доколку се помлади, треба да бидат врзани, затоа и постојат сигурносни појаси и во задниот дел на автомобилот. Прилагодена брзина на возење и ништо не може да замени внимание и што американците нарекуваат common sense или чист разум. Совет: секогаш кога сте учесник во сообраќајот, внимателно следете ја ситуацијата и со чист ум, бидејќи последиците за вас и тие околу вас може да бидат со катастрофални последици по здравјето.